Добро вечер, победнички Прилеп! Добро вечер за најголемата политичка сила во Република Македонија, ВМРО, ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер УМС Прилеп, добро вечер местни комитети, добро вечер Унија на жени, добро вечер Никола Димевски и комплет екипата што го води Прилеп. Почитувани, овој вашиот сограѓанин Хари нешто чешитлија големе. Откако Маријан Ристевски патос избриша со него, 10.000 гласа разлика да изгубиш, и не му иде умот, што викаат. Се залета сега ќе одел за носител на листа па во цела 4-та изборна единица. И како помина, првиот круг, 26.000 гласа разлика, 4-та изборна единица во однос на СДСМ. Како му е умот следното, пошто очигледно како олимпиец е овој Хари, важно му е да учествува. Не е важно дали ќе победи, добро. Па следно може да очекуваме и кандидат за председател на СДСМ да биде, нели? Така оди кај нив, кој поголем пораз има и кој помали шанси, тој оди нагоре и го кандидираат. Што велат овие во Струмица, пошто таму сум овој период, акалот го лаже, нема кој да му каже. Туку да го оставиме Хари, ќе си покажи резултатот. Она што треба и она што можеме да го направиме, е да направиме нешто за вас, да направиме проекти со кои што ќе се подобри животот на секој граѓанин во Република Македонија. Тоа е она што вие го очекувате од нас. Вие не очекувате од нас да се споредуваме со СДСМ, бидејќи таа споредба е неспоредлива, бидејќи таа споредба не може да се направи. Не можеш да направиш споредба со некој кој што прво немал програма допред некое време, не знаеа што е тоа програма, кој што нема проекти. Во нивново ова книжиче што го извадија од 90 на страни, еднаш не е спомнат Прилеп. Еднаш. И кога ќе дојди Хари или било кој тука да зборува, прашајте го, речи, толку многу штом ветуваш, зошто еднаш во програмата не го спомнавте Прилеп? И трето, не е само програмата и не е само тоа дали е спомнат градот или не е. Работата и кои луѓе стојат за таа програма. И кога тоа ќе го направите, ќе видите и вие, кој што убеден сум точно знаете да направите разлика, но и сите други во што е разликата. Земјоделците знаат во што е разликата. Порано субвенциите беа нула, па еднаш дадоа некакви субвенции од 4-5 милиони евра, кога тутунарите од Прилеп и од други градови им отидоа пред влада, па се преплашија и извадија од негде пари, и толку беше. И знаат што значи со нас. 550 милиони евра завршија кај македонските земјоделци во овие 7,5 години. Од тоа многу голем дел кај прилепските и кај сите други тутунари. Знаат да направат разлика и земјодел и пензионерите. Сите оние кои што порано се сеќавате, почитувани пензионери, како ве делеа на групи, па да ви исплатат пензијата, почнува првата група негде во 20 во месецот, па на вести најавуваа како да е светски настан кога втората група ќе ја примела пензијата, следниот месец, па третата група до другиот месец, и така ќе закинеа по една пензија. И знаат пензионерите со нас како работиме. Беше криза и беше тешко време. Изминативе години имавме многу проблеми да го полниме буџетот, да обезбедиме пари. Ама секогаш имаше пари за нашите пензионери. Тие знаат со ВМРО ДПМН, првата недела секој месец парите се на нивната сметка и секогаш кога имавме можност ги зголемувавме пензиите, вклучително и последното зголемување 600 денари секој пензионер дома си однесе поголема пензија. Така работи ВМРО ДПМН за своите пензионери. И сега ќе дојдат ново и ќе зборуваат убаво тука и во сите градови во Македонија. Како да се направи разликата и како да се даде довербата. Довербата треба да се даде врз основа на дела.
Не на слепа послушност. Ако некој никогаш не направил нешто за вас, не ја давајте довербата. Ако некој кога имал шанса да работи, да зголеми пензии, да зголеми субвенции, да изгради училишта, болници, патишта, не го направил тоа, знајте, повторно ќе ве излаже. Нема да го направи. Затоа со нас вие сигурно, со нас е проверено, со нас можете да знаете кои се делата и што ќе реализираме во следниот период. А еве што ќе реализираме. Од богатата програма со 2046 проекти, јас сакам да издвојам еден кој што е позначаен и кој што сметам дека ќе помогне на илјадници македонски граѓани. Сигурно преку 50.000 семејства во Република Македонија ќе имаат корист од тој проект. Проектот се вика еднократен отпис на долговите и беше веднаш начекан на нож од СДСМ и од опозицијата, затоа што тие знаат дека овој проект ќе им помогне на многу граѓани. Арна Мананив нити им текна да го направат, нити некогаш имале идеја да го направат. Еве што е проектот. Сите граѓани кои што спаѓаат во следните три категории. Прво, приматели на социјална помош. Второ, невработени кои што се двајцата невработени во семејство, или ако е еден, ако нема семејство, ако е сам, да е невработен подолго од 12 месеци. И трето, семејствата во кои што заради смрт или тешка болест се променила материјалната состојба и не може да ги плаќаат долговите, ќе им бидат отпишани долговите за струја кон ЕВН, долговите кон банките за тековни сметки, салдата на потрошувачки кредити, минусно салдо на тековна сметка и кредитни картички и долговите за радиодифузна такса. Како тоа ќе го направиме? За да знаете, ние ставаме само проекти што се реални, што се остварливи во програмата. Веќе разговаравме со економските субјекти, со ЕВН и со банките, за да тоа го направат тие, ние ќе им го простиме плаќањето на данокот за една, две или повеќе години, а за толкав износ тие ќе ги отпишат долговите. Со ова ќе им помогнеме на најранливите категории на граѓани, на најсиромашните во Република Македонија, оние на кои што најмногу им е потребна помошта. Тука има доста млади, гледам и луѓе кои што имаат млади семејства, веројатно. За сите ни во програмата на ВМРО ДПМН за следните 4 години има два значајни проекти. Едниот е за намалување на ДДВ за училишен прибор, за се она што користите за вашите деца, за набавка на тетратки, моливи, пенкала, ранчиња, боички, сето што се користи за училишен прибор. Од прилика 3000 денари годишно македонските семејства ќе заштедат со ова намалување на данокот. И намалување на данок за бебешките производи, за сето она што родителите го купуваат за бебињата, исто така 5000 денари заштеда за младите семејства. Така ние работиме и така се бориме за младите семејства, да го подобриме стандардот на младите. Почитувани, во изминатиот период беше тешко време, но и покрај тоа што голем дел од времето беа кризни години, криза во Европа, успеавме да креираме 119.000 работни места. И ние знаеме дека сме успеале да создадеме подобри услови за живот на 119.000 семејства. Во изминатиот период, кога во цела Европа се затвараа фабрики, во Република Македонија почнаа да се отвараат нови фабрики. Има нови инвестиции. Се отвори фабриката Дрексел Мајер во Кавадарци со 4.000 вработувања, 4.000 млади луѓе, 4.000 семејства кои што имаат надеж, кои што имаат иднина. Но не е само Кавадарци. Во Битола, Кромберг и Шуберт 1200 вработувања, 1200 млади луѓе со иднина, 1200 семејства кои што ќе останат во Република Македонија. И не е само Битола. Се отвараа фабрики во Штип, во Кочани, во Виница, во Демирхисар. И нема причина, почитувани прилепчани, да не веруваме дека некоја од следните фабрики, следните инвестиции нема да биде токму тука во Прилеп. И ние нема да останеме, нема да прекинеме да се бориме тоа да се случи. Младите луѓе во Прилеп заслужуваат нови фабрики, инвестиции, работни места. Во таа насока ќе продолжиме и со проекти што ќе го овозможат тоа. Ќе продолжиме и со проекти директно за младите луѓе. Такви проекти се ослободувањето на работодавачите од плаќање на социјалните придонеси ако вработат млади луѓе до 29 годишна возраст. Исто така за сите млади кои што сакаат да започнат собствен бизнис. Сакам да кажам дека во новата програма на ВМРО ДПМН имаме предвидено мерка 7000 евра може секој млад човек да добие за да започне собствен бизнис. Размислете, започнете собствен бизнис. 7000 евра обезбедени се од владата на Република Македонија. Тоа е нашата политика за младите.
Во изминатиот период се градеше и Прилеп, како што се градеше и цела Македонија. Прилеп кој што некогаш беше синоним за нечист град, за неуреден град, град со раскопани улици, град без канализација и водовод, град со руинирани училишта и без паркови, денеска еден од најубавите градови во Република Македонија. Се реши меѓу другото и најгорливото прашање на прилепчани, се реши прашањето на водоснабдувањето со инвестиција што ја направи локалната власт со подршка на централната власт. Но се изгради и многу други работи, училишта, болници, паркови, улици, сето она што беше значајно за Прилеп да прерасне во една модерна урбана средина. И за тоа има еден човек што има подпис за тоа. Тоа е најдобриот градоначалник што го имаме како ВМРО ДПМН во Република Македонија, Маријан Истевски. Но и понатака Прилеп ќе продолжи да се гради. Во новата програма има проекти за Прилеп кои што се значени и кои што ги бараа вашите бизнисмени, прилепските бизнисмени. Проекти со кои што ќе овозможиме подобри услови за бизнисот во Прилеп за да се отвараат работни места и да има инвестиции. Еден таков крупен проект е проектот за изградба на експресен пат од Градско до Прилеп. Тоа комплетно нов пат 28 километри со кој што ќе се избегне клисурата и ќе се направи модерен пат со 4 ленти со кој што Прилеп ќе биде подобро поврзан. Тоа е дело на Миле Јанакиевски и на екипата што се бореше сите овие години за Прилеп. Почитувани, во нашата програма има многу проекти и цело време зборуваме за проекти, а проектите се битни бидејќи тие овозможуваат подобар живот. Што да правите со оние другите? Што да прават неопределените со оние другите од другава страна, кои што немаат проекти? Немаат проекти во нивната програма, а ветуваат дека ќе бил убав животот, смешен, ќе биле весели луѓето и се друго. Па се мислам, пошто тие немаат проекти, а ние имаме 2046 проекти, па да ставиме уште еден проект, да им предложиме еден проект во нивната програма, за нивната програма. Може да се вика Бизнис Академија Зоран Заев, или Заеви поточно. Па ќе отвориме едно крило во Бизнис Академијата за тендери на тате, бате, тета, вујче, братучетка и сите други, па ќе предава Зоран Заев таму. Второ крило ќе отвори Хари Локвенец, како да се изградат 583 акумулации езера и на тој начин да се решат проблемите на луѓето. Поголема политичка глупост во 23 години во Македонија, мислам дека не е кажана. И тоа зборува за кандидатот. И така натака. Почитувани прилепчани, нашата главна и приоритетна цел е отварање на работни места. Сите мерки, сите проекти во програмата се направени во таа насока, да се привлечат инвестиции, домашни, странски, да има фабрики и да има работни места. Тоа е нашето ветување што го имате и во програмата стои. Се обврзуваме, ветуваме дека со тие политики и тие проекти најмалку 64.000 нови работни места ќе се креираат во Република Македонија за да се вработат луѓето. Тоа е нашето ветување, тоа го има во нашата програма. На крајот, сакам да ви порачам така како што масовно излеговте пред неколку дена и го дадовте својот глас за председателот Иванов, да го дадете повторно гласот за председателот Иванов, затоа што председателот Иванов е токму таков човек како што сте вие прилепчаните, вреден, чесен, скромен, го работи она што најдобро го правил во животот, со собствен труд и со собствениот интелект се изборил во животот за тоа што е. Но председателот Иванов исто така се бореше и за интересите на Република Македонија. Секаде каде што не представуваше, гордо и достоинствено зборуваше за Македонија. Така зборуваше председателот Иванов и во Њујорк, во Обединетите нации, кога зборуваше за Македонија и кога гордо на бината кажа: недостоинствено е во 21. век некој да не нарекува поранешна Југословенска република. Ние сме Република Македонија, тоа е нашето уставно име. Така се бореше председателот за сите нас. А на 27. април убеден сум дека Прилеп ќе ја даде својата поддршка и за премиерот Никола Груевски, и за да продолжи да ја води владата на Република Македонија. Затоа што премиерот Груевски исто така, исто толку силно и со исто таква решеност го бранеше интересот на Република Македонија секаде каде што требаше и се бореше
да на средбите со сите премиери од европските земји, да одиме напред, да станеме членка на Европската Унија, но да станеме членка како што треба, гордо, како македонци. Го бранеше интересот на Република Македонија, а во исто време решаваше крупни, огромни економски проблеми. Се бореше за да се реши невработеноста, да се намали, да привлечеме странски инвестиции, да се градат патишта и болници, да се градат училишта и спортски сали, да го постигнеме ова што го постигнавме досега. Затоа Прилеп, дајте ја својата доверба и својот глас на 27 април за Никола Груевски и во следните 4 години да ја води владата на Република Македонија. И на крајот, едно да порачам за сите оние што можеби се неопределени се уште. Да не ве лаже умот, да го давате гласот за мали политички партии, за политички партии што не се во коалицијата, а ги лажат луѓето дека ќе станат дел од коалицијата и дека ќе им обезбедат вработување. Замислете, после толку години на демократија, ги лажат луѓето со вработување, ќе направеле вака, така, ќе коалицирале после тоа со ВМРО ДПМН и ќе можеле да ги вработат со тоа. Таква партија е Гром, има и други. Ние имаме стабилна коалиција, не ни требаат ни громови, ни молњи во коалицијата. Ова е нашата коалиција за подобра Македонија. И затоа дајте го својот глас за политичари кои што не зборуваат убаво само, туку со дела покажале дека прават нешто за вас. Да живее Прилеп! Да оди напред Прилеп! Да има берикет во вашите семејства! Да ни е вечна Република Македонија! Да живее ВМРО ДПМН! За победа!